Дневник на телевизија Плюс. Ова се настаните на денот. Граѓаните бараат 9 мај да се прогласи за Ден на бранителите. Одбележан денот на победата над фашизмот. Хуманитарна акција на ИПА Куманово и Црвен крст. Во црквата Свети Никола денеска беше организирана панахида во чест на 8 на загинати припадници на МВР на 9 и 10 мај 2015 година во антитерористичката акција во населбата Тоде Мендол. На 3-годишнината од трагичните настани, граѓаните побараа 9 мај да биде прогласен за Ден на бранителите на Република Македонија и да се изгради споменик на хероите кои што го дадоа својот живот за Република Македонија. Подигање на споменик во чест на 8 на загинати припадници на МВР во кумановската населба Тоде Мендол и прогласување на 9 мај за Ден на бранителите на Република Македонија побараа денеска кумановци на годишнината од антитерористичката акција. За загинатите бранители Љубиша Арангеловиќ, Бобан Ивановиќ, Горан Илиевски, Жарко Кузмановски, Исамедин Османи, Сашо Самойловски, Ненад Серафимовски и Горан Стојменовиќ утрово се одржа панихида во црквата Свети Никола организирана од група на бранители. Македонија никогаш нема да ги заборави своите херои. Тие ќе останат за секогаш врежани во македонската колективна меморија како луѓе кои несебично се ставија во одбрана на својата татковина и заштита на уставниот поредок на Република Македонија, порачаа кумановци. Сите ние сме вечни должници на нивната храброст и нивната пожртвуваност кон татковината. Додека тие ја бранеа својата држава, Зоран Заев и Оливер Спасовски им ствртија грб на државата и на граѓаните. Еден ден по антитерористичката акција отидоа со смеење и се сликаа на местото каде својот живот го положија 8 припадници на Министерството за внатрешни работи. Нивната жртва за татковината и храброста која ја демонстрираа заслужува најголема чест. Токму поради тоа, советничката група на ВМРО ДПМН од Куманово на наредната седница на Советот на општина Куманово ќе предложи подигање на споменик во чест на 8 бранители кои не го штедеа својот живот за татковината. Ги повикуваме и советниците на Социјалдемократскиот сојуз и градоначалникот Максим Димитриевски да излезат од партиската рамка и да го поддржат овој предлог за Република Македонија и за низините храбри синови кои го ставија својот живот овдека. Во дводневната акција беа повредени и 37 на припадници на МВР, а имаше и загинати терористи. Некој слави 9 мај како Ден на победа на фашизмот, некој слави 9 мај како Ден Европа. Ние бранителите во меѓусебна комуникација ќе направиме конвенција на бранители на која ќе предложиме самите ни не може државата да призна 9 мај да биде Ден на бранителите на Република Македонија за цела држава, кој ќе се одбележува нормално пред споменик на бранителите во Скопје. Во меѓувреме, куќите кои што беа целосно оштетени со пари од државата повторно се изградија, а Кумановско диво населје доби нова водоводна и канализациона мрежа. На денешен ден бележиме 3 години од еден од најтрагичните настани кои оваа земја ги памети. Во диво населје во Куманово изгубивме 8 човечки животи, 8 припадници на полицијата. Овој на човечки против државен чин не сме никогаш да се повтори, стои во соопштенијето од Министерството за внатрешни работи. Припадниците на полицијата се тука да ги штитат граѓаните и уставниот поредок на државата и не смеат никогаш да бидат жртви на никакви поинакви интереси. Овие 8 херои ги жртвува сопствените животи за да ги заштитат граѓаните. Жртва за која треба сите да се вложиме и да работиме заедно и вредно, за никогаш повеќе да не ни се случи. Нашето заедничко, едно општество за сите, е гарант за мирот и соживотот. Граѓаните секогаш ќе ја паметат нивната храброст, а институциите во Република Македонија ќе ја осигурат правдата како должност и кон нивните семејства и кон населението. Одговорните за настанот во диво населје ќе се соочат со одговорноста. Граѓаните на Република Македонија секогаш ќе се сеќаваат на херојството на овие бранители. Слава на хероите! Представници на општината, Советот, јавните предпријатија, здруженија, денеска со положување на свежо цвеќе на споменикот Жена Борец го одбележаа денот за победа над фашизмот.
Со кратка пригодна програма денеска на споменикот Жена борец на Малиот плоштад беше одбележан 9 мај, денот на победата над фашизмот. По тој повод свежо цвеќе положија представници на локалната самоуправа, Советот на општина Куманово, Сојузот на борците, политичките партии, училиштата, јавните предпријатија и невладини организации. Пред присутните се обрати првиот човек на Куманово, Максим Димитриевски, кој истакна дека учеството на кумановци во Втората светска војна е столб на државноста и гордост. По 4 години војна, страдање и окупација на македонскиот народ и сите народи кои што живеат на балканските простори и пошироко, првите пушки во Прилеп и Куманово, нашата држава се крена со востание, се спротивстави на поробувањето и создаде можности за прогресивно делување во националното ослободување и слобода и државност. Сушност, со пукање на првите пушки, се втемелија и првите темели на слободна и независна Република Македонија. Во духот на илинденците, во духот на Гоце и Питу, во продолжение со Карпош, Бајрам Шабани и многу други наши револуционери. Димитриевски се осврна и на немилите настани по кои што кумановци го помнат 9 мај. Пред 3 години во градот животот го загубија припадници на безбедносните служби. Верувам дека ќе се стави крај на тоа случување и дека пред лицето на правдата ќе излезат сценаристите и режисерите, потенцираше Димитриевски. На овој ден можеме да се гордееме што македонскиот народ учествувал во победата над фашизмот, но мораме да изразиме нашата разочараност како властите во државата се однесуваат кон културно-историското наследство. Сведоци сме на руинираните споменици, истакна денеска од партијата Левица. Денеска е, како што сите знаеме, 9 мај, ден на победа над фашизмот, една идеологија која што во себе го содржи сето она што се нарекува зло во човештвото. И може да се гордееме со тоа што македонскиот народ и сите народности кои што живеат во Македонија земале учество во борба против фашизмот. Меѓутоа, ние како Левица мораме да изразиме нашата разочараност од тоа како властите во Република Македонија и актуелните и сите изминати во овие 27 години се однесуваат кон културно-историското наследство, таа антифашистичка борба. Именно граѓаните Куманово се сведоци на руинираните споменици, на едно навистина безобразно однесување и на граѓаните, меѓутоа и на властите кои што се надлежни да ги одржуваат тие споменици. За да го актуализираме ова прашање, Левица направи една фотогалерија од слики во актуелната состојба, руинирана состојба на овие спомен обележја кои што се културно-историско наследство на АСНОМ, на Народно-ослободителната војна и така натаму. И се прашуваме зошто, ако секоја година обележувањето на 9 мај се одржуваше горе на спомен Костурница, зошто оваа година мора да се случи тука на градскиот плоштад кај споменикот Жена борец? Дали е тоа затоа што спомен Костурница е крајно урнисан и е руиниран и е просто грда гледка, и дали властите избегнуваат одговорност, еве вашите камери, медиумските камери да не ја забележат таа руинирана состојба? Одговарајќи на обвинувањето од партијата Левица дека општината не се грижи за спомен обележјата во градот, градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски истакна дека со спомен Костурница треба да се срамат сите. Потенцираше дека ќе се заложи заедно со представници на владата да го врати сјајот на ово обележје. Спомен Костурница е нешто од што треба да се срамиме сите ние, не само јас како градоначалник на овој град, и дефинитивно преземавме активности од страна на локална самоуправа во рамки на наши надлежности, заедно со јавните предпријатија, делумно да ја средиме и уредиме зелената површина на спомен Костурница и да ја исчистиме. Но за жал останатиот дел е во надлежност на Министерството за културата, а тоа е споменикот, знаете дека и самиот е сквернавен повеќе пати и покрај тоа што беа правени волонтерски акции за чистење, средување, повторно се испишани погардни графити, уништени се дел од криптите, спомен плочите и веќе побарав од Министерство за култура и самиот министер
да излезе на лице место заедно со конзерваторскиот центар. Најавена е посета за следната недела за да се реши проблемот со спомен Костурница и со останалите спомен одбележја на територија на општина Куманово од периодот на НОП. Како што знаете, 13 години, 12 години наназад во Република Македонија беа градени нови споменици, но спомениците од НОП беа оставени на забот на времето. И тука одговорност локалната самоуправа апсолутно нема. Од друга страна, ова сметам дека ќе биде нова традиција, да се одбележува денот на победата на фашизмот на еден од најмонументалните споменици и спомен обележја во централното градско подрачје, бидејќи на овој начин сметам дека испраќаме порака до сите граѓани на општина Куманово, особено до младите луѓе, дека овој датум, 9 мај, ден на победата на фашизмот, треба да се одбележува континуирано. Во Кумановската болница денеска со интерактивно предавање за бремените жени беше одбележан меѓународниот ден на акушерството 5 мај. Предавачи беа акушерки од одделот за гинекологија и акушерство. Со интерактивно предавање за поттикнување на свеста на бремените жени денеска во Кумановската болница беше одбележан меѓународниот ден на акушерството, психичка подготовка за породување, значење на доењето и значењето на првото мајчино млеко беа темите на кои што се разговараше денеска. Предавачи беа акушерки од одделот за гинекологија и акушерство при Општа болница Куманово. Им се заблагодарувам на бремените жени што издвоија време да дојдат тука кај нас, за да им презентираме како изгледа нашето одделение, како работиме, што можеме и сакаме со ова еден нов момент да воведеме, да ги информираме за предпородилната подготовка. Би било убаво тоа да се развие и понатаму, значи да имаме повеќе вакви случувања и настани, кои што ќе ги информираат мајките што ги очекува, како изгледа нашето одделение, што се случува после породувањето, да ги информираме за доењето и така натаму. Одделот за гинекологија и акушерство е комплетно опремен и ги задоволува стандардите за работа на едно породилиште, потенцираат надлежните. Акушерскиот оддел конкретно е негде од 2000-та година, тоа значајното, што работиме по еден систем болница пријатели на бебињата, лиценцирана од УНИЦЕФ и во подкрепа со Министерство за здравство, а главната задача е промоција и грижа за мајката и новороденото. Во тој контекст би сакала да нагласам дека најбитно е во првите 24 часа, значи мајката и бебете се заедно и они у првите часови почнуваат заеднички нов почеток на живот. Нашиот оддел се состои од оддел за неонатологија, тоа е една посебна нега за новородени, каде што се чуваат ризичните и оние прематурните, најмалите бебиња, и каде што опременоста на овој оддел мора да истакнеме на ниво кое што ги задоволува стандардите за ваква нега. Родилните сали ни се состојат од 3 бокса, и исто така и таму имаме опрема која што ги задоволува критериумите за нормални породувања, спонтанни породувања, потоа царски резови, значи комплетно опременост на целиот оддел. Значи тоа би сакале едноставно да го потенцираме. Одделот е опремен и кадровски, и со опрема, и со медицински апарати, на ниво кое што ги задоволува стандардите за работа на едно породилиште. Минатата година овој оддел бележи 1383 породувања, од кои 319 со царски рез или статистички 23%, потенцираат од одделот за гинекологија и акушерство. Во четврток и петок, зависно од временските услови, предвидено е третирање на зелените јавни површини во градот како мерка за борба против крлежи. Целта на третманот е спречување на ширење на заразни болести, каде што како вектори се јавуваат истите. Сите третирани површини ќе бидат видно обележани, информира општина Куманово. Не се препорачува подолг престој на третираните површини како за луѓе, така и за животни, особено во периодот непосредно по извршениот третман. Меѓународната полициска асоциација ИПА Куманово и Општинската организација на Црвен крст организира хуманитарна акција наменета за социјално загрозени семејства. Акцијата е дел од неколкуте активности кои ќе ги организираат заедно овие организации.
По повод 7 мај, денот на македонската полиција и 8 мај, светски ден на Црвениот крст, Меѓународната полициска асоциација ИПА Македонија, регион Куманово и Општинската организација на Црвениот крст организираа хуманитарна акција за социјално загрозени семејства. Акцијата е дел од меморандумот за соработка кој што го потпишаа овие две организации за заедничка реализација на хуманитарни, спортски и едукативни проекти. Во тек е хуманитарна акција, собирна акција од страна на членовите на ИПА Куманово, симпатизерите и пријателите на ИПА Куманово, која што се состои во донирање на облека, прехранбени продукти и продукти за хигиена. Веднаш потоа, по завршување на акцијата, од страна на Црвениот крст ќе има презентација на нивните активности во одминатиот период, а веднаш потоа ќе следи од страна на активистите на Црвениот крст показна вежба, укажување на прва помош на повредени лица. Од Црвениот крст информираа дека собраните средства ќе завршат кај социјално загрозено семејство од населбата Доброшане. Започнавме една хуманитарна собирна акција на која што членовите од Црвен крст и ИПА регионот даваат свој придонес за социјално загрозените семејства. Потоа ќе имаме презентација за активностите на Црвен крст на Општинска организација Куманово и показна вежба како треба да помогнеме на лица кои ќе се најдат во некоја незгодна ситуација и треба да им се пружи прва помош. На 15 мај, по повод светскиот ден на Црвен крст, ќе се одржи крводарителска акција во Основно училиште Крсте Петков Мисерков. По повод светскиот ден на Црвениот крст на градскиот плоштад ќе бидат поставени штандови на кои заинтересираните граѓани ќе можат да се запознаат со работата на оваа хуманитарна организација. Со богата културно-уметничка програма Основното училиште Бајрам Шабани вчера го одбележа патрониот празник. На манифестацијата со која се прослави 73 годишното постоење присуствуваше и градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски. Во продолжение следуваат кратките вести од Македонија. Владата е подготвена за меѓународна експертиза за случајот Диво населје, рече премиерот Зоран Заев. Согласно позитивните прописи во Македонија утврдивме дека таа не може да се вклучи во средината од судскиот процес. Мора процесот да заврши до фаза на правосилност на пресудата за потоа да се внесат меѓународни представници како коментатори, како луѓе кои што ќе бидат во самиот процес, рече Заев одговарајќи на новинарско прашање по завршување на денешното рочиште за подкуп. Според него детали може да каже Министерството за правда во зависност од тоа кога завршила одредена фаза од постапката и преку меѓународна експертиза ќе може да се искоментираат и да се дадат одредени ставови во врска со овој предмет. Владата во ноември минатата година прифати да биде отворена меѓународна истрага за случајот Диво населје. Премиерот Зоран Заев изјави дека информира на меѓународната заедница и се бараат начини за спроведување на меѓународна истрага за неразјаснетите околности поврзани со настаните во Кумановската населба. Од 37 обвинети за тероризам и терористичка организација, 33 лица беа осудени за делата, а за 4 лица е донесена ослободителна пресуда. За осумина беше изречена казна од доживотен затвор. Ќе се укинуваат ограничувањата на времето на продажбата на алкохолни пијалаци во трговијата на мало и во малопродажните објекти, во кои тоа беше забрането со законот од 2008 година. Владата го прифати предлогот за измени и дополнување на законот за трговија на Министерството за економија, чија цел е укинување на ограничувањата на времето на продажба на алкохолни пијалаци во трговијата на мало и на малопродажните објекти. Според овој предлог, продажбата на пијалоци во трговијата на мало и понатаму ќе се врши во лиценцирани продажни објекти, но при тоа нема да се бараат посебни услови во продажниот објект за продажба на алкохолни пијалаци, ниту ќе се ограничуваат малопродажните објекти во кои ќе се врши продажбата. Продажбата ќе се дозволи и во киосците. Исто така со предлогот на законот не се ограничува времето за продажба на алкохолни пијалаци во малопродажните објекти во трговијата.
Министерството за економија предложи, а владата на Република Македонија ја усвои одлуката за временно укинување на увозната давачка, специфичната и царинска стапка по вредност за замрзнато свинско месо и други производи од свинско, соопшти владината пресслужба. Предлогот се однесува на временски период од 6 месеци, а количините се утврдени на ниво од 50% од утврдените потреби за суровини на домашната индустрија од страна на Стопанската комора на Република Македонија, Групацијата за производство на месо и преработки од месо, врз основа на фактурираната и наплатена реализација во претходната година, се наведува во соопштението. Со оваа предлог одлука се очекува да се зголеми конкурентноста на домашната индустрија на преработки од месо, а со тоа да се зголеми производството и извозот на преработки од месо и да се зголеми бројот на вработени во домашната индустрија за месо. Времето во Куманово денеска беше променливо сончево, а дуваше северозападен ветер. Максималната температура денеска изнесуваше 25 степени, а минималната 10. За утре метеоролозите најавуваат променливо сончево време, а ќе дува северозападен ветер. Дневната температура ќе достигне до 23 степен, додека утринската ќе се намали до 11 степени Целзиусови. Со ова информација го завршуваме денешното издание на Дневникот. Благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер.